Нашите државјани кои живеат во Италија се соочуваат со проблеми со возачките дозволи. Со промената на името на државата, италијанските власти не ги признаваат возачките дозволи издадени од Македонија, а во отсуство на нова спогодба, многу иселеници кои работат таму ризикуваат да ги загубат работните места. Оние кои возачката дозвола ја имаат со името Северна Македонија, имаат рок од 1 година по добивањето престој на Апенинскиот полуостров да ја заменат со италијанска дозвола, но тоа е невозможно без нов договор. Mas një vjet që e bëj unë tash, mas një muaj e bëj një vjet e jetoj si rezident në Itali dhe pastaj s'kam drejt pozis. Drejtoj makina, as autobus, as asgjë. Kam ka dënime të mëdha, konfiskimin e mjetit, kjo ston. Ka janë probleme, duhet filloj nga fillimi. Për ta bërë nga fillimi, unë këtë kategori që I kam. Околу 4000 наши граѓани кои живеат во Италија го имаат овој проблем, а нивните жалби ги упатиле до амбасадата на Македонија во Рим. Во меѓувреме, дел од иселениците се принудени повторно од почеток да полагаат за возачка дозвола во Италија, што им одзема многу време и финансиски средства. Амбасада me të nisë në Rom ka pranuar, besoj vetëm prej meje çdo të jap unë marr përgjegjësime, mos ka një ndryshim, mos ka një zgjidhje. Vetëm prej meje çdo të javë unë thirr nga një herë, por para mendohet me 4000 persona që e kanë të njëjtin problem. Që thirri me ambasadën edhe ambasada nuk na jep as për momentin nuk mund të konvertohet edhe nuk na jep asnjë datë kur do mundet asnjë gjë. Од Министерството за внатрешни работи велат дека одржале состанок со представници на амбасадата на Република Италија во Скопје со цел забрзување на целиот процес, кој е доста сложен, но уверуваат дека несогласувањата наскоро ќе бидат надминати. Работиме на склучување билатерална спогодба за признавање и замена на возачките дозволи со Република Италија. Во тек се преговори за усогласување на текстот на нацрт спогодбата меѓу двете влади, при што Министерството за внатрешни работи вложува големи напори таа да биде завршена што е можно поскоро. Со тоа би се постигнало долгорочно решение за нашите граѓани кои работат и живеат во Република Италија. И граѓаните на Македонија кои патуваат туристички во Италија треба да имаат меѓународна возачка дозвола или официјален превод на италијански јазик, бидејќи само македонската возачка дозвола не е доволна. Некои туристи веќе пријавиле дека компаниите за изнајмување автомобили одбиле да им дадат возило, бидејќи нивната дозвола не била признаена во системот. На граѓаните им се препорачува да обезбедат меѓународна возачка дозвола пред патување во Италија или други земји од Европската унија, како и да ги проверат условите со компанијата од која планираат да изнајмат автомобил.